Пакетот за помош од 1,9 трилиони долари за COVID-19 што го протурка администрацијата на Бајден во март им помогна на американските бизниси и семејства да го надминат финансиското влијание на пандемијата. Пакетот вклучуваше 1400 долари стимулативен чек за милиони американци и месечни исплати кои се покажаа како успешни во намалувањето на сиромаштијата, но за многумина зголемената инфлација го минимизираше влијанието на таа помош. Цените во декември беа за 7% повисоки од оние од претходната година, што ја белиже највисоката стапка на инфлација во последните 40 години. Инфлацијата го намали економското закрепнување за една година за која администрацијата на Бајден вели дека го покажала најголемиот раст на работните места во американската историја. Look at the initial unemployment claims. They're on average, they were at 812,000 a year ago. They're now at 210,000. The unemployment rate and obviously job creation the year before the president took office and the last year. As it relates to COVID, if we look to a year ago, only 1% of adults were fully vaccinated. 74% of adults are fully vaccinated now. Непреченото распоредување на вакцините им понуди заштита на повеќе од 200 милиони американци, па дури и обезбеди кратко враќање на животот во нормала минатата година, се додека Омикрон не предизвика повторно зголемување на случаите и хоспитализација. Пандемијата и инфлацијата беа два главни фактори за намалувањето на рейтингот на председателот Џо Бајден на крајот на неговата прва година, околу 45% според Ипсос, компанија за истражување на пазарот. The president campaigned on eradicating COVID and getting the economy and getting America back to normal. And the longer that the pandemic goes on, the more uncertainty Americans have and frankly the more frustration they feel about the fact that they're still dealing with the pandemic. Во меѓувреме, Бајден го протурка законот за инфраструктура од 1 трилион долари со републиканска поддршка, најголемата инвестиција на нацијата. Но тој допрва треба да го помине неговиот план за социјални трошоци и климатски промени од 1,75 трилиони долари, иако тој е веќе намален на половина од неговата оригинална големина. Останатите точки од законодавната агенда остануваат заглавени. Два нацрт закони за гласачките права кои во голема мера ќе ја прошират федералната контрола врз изборите се во застој во Сенатот поради републиканското противење. Бајден се обиде и да го врати единството помеѓу републиканците и демократите, но без поголем успех. И покрај ветувањето дека Бајден ќе го подобри единството на својот народ, американците се уште се длабоко поделени околу немирите кои се случија на 6 јануари 2021 година во американскиот Конгрес. Анкетите покажуваат дека повеќето републиканци веруваат во неоснованото тврдење на поранешниот претседател Доналд Трамп дека изборите во 2020 година биле украдени. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.